10 или колку таму кандидати ќе бидат, е квалитетен, народот го почитува, го сака и сака тој да биде градоначелник. Можете и 100 партии да кандидирате, луѓето ќе гласаат за тој човек. Ме разбирате? Значи не е сега дали толку партии па може да гласи, зошто некој намерно да мора да гласа, не знам сега, ВМРО не кандидира кандидат за да не му наштети на левица или вредни или срцено, зошто да ги има тој гласовите на тие луѓе во джеб, па да мора тие луѓе, што викам, ај клиентелистите да гласаат по наредба, меѓутоа со отворени листи нема клиентелисти. Едноставно, луѓето си ги гледаат квалитетите на кандидатот, кој се дали албанец, македонец, не ме интересира, јас во тој човек верувам, имам доверба, го почитувам и гласам за него. Дури јас можам да гласам во да кажеме македонски општини со населени со македонци за албанец, зошто да не, ако е тој најквалитетен. Разбирате? Така да не се замарам воопшто со тие теории, со тие дали левица и демократи си направи конкуренција намерно, ненамерно, тоа се глупости за мене. Едноставно подитно треба да се водат отворените листи и тогаш овие филозофии се тотално неважни, него ќе се истепаме и ние и левица и ВМРО и сите најквалитетните луѓе да ги најдеме, нив да ги ставиме кои што луѓето најмногу ги барат, а не најпослушните. И тогаш да видите како тие луѓе ќе добијат гласови и како тогаш ќе тргне работа и со општината и со државата и со сите системи од државата. Ама ми звучи како коалиција воеднина да има меѓу левица и меѓу демократи. Видете, во политиката има едно правило, никогаш не вели никогаш, нели? Се е можно. Како беше политиката е уметност на можностите или на возможност.